Не беше само еднаш. Никогаш не е само еднаш. Првиот пат ми рече да молчам. И тишината ми се всели во градите. Вториот пат ми го скрши телефонот. Да останам без глас, без сведок. Третиот пат ме турна по скали. Како да ме турна подолго од падот, под себе сама. Ми повторуваше, без мене си никој. Никогаш нема да бидеш доволна. Зошто ова ми се случува баш мене? Зошто толку долго чекав? Зошто уште чекам? Дали јас сум виновна или само ме научија така да мислам? Дали некој ќе ми поверува? Дали некој ќе ме заштити кога ќе зборувам? Каде ќе одам ако заминам? Ќе имам ли сила да почнам одново? Дали ќе успеам? Ќе се препознаам ли повторно себе си? Ќе најдам ли мир или само тишина? Стравот ме тераше да молчам, да се повлекувам, да исчезнувам во сопствената сенка. Што ако патот е потежок отколку што мислам? Ми требаше поддршка. Длабоко во себе знаев дека не можам сама. Донесов одлука. Собрав храброст и се пријавив на советување. Таму жените застанаа зад мене. Ми дадоа сила. Се бореа со мене. Женски. Солидарно. Заедно ја добивме правната битка. Конечно сум слободна и своја. Убаво ми е во сопственото тело. Дишам полесно. Независна сум. Изборувам отворено. Но се сеќавам на стравот. И знам колку значи кога некој ќе те чуе, без осуда, со разбирање. И знам дека секоја жена заслужува да биде слушната. Затоа сега јас им помагам на други жени. Која сум денес? Денес сум среќна, жива и повторно цела. И тука сум за да потсетам. Секоја од нас заслужува нов почеток. Промени ја приказната. Стави крај на насилството.